би и премногу убави приказни кои само чекаат да бидат раскажани. Времето поминува и за жал дел од нив заедно со главните херои заминуваат во историјата. Ова е приказната која ја знаат малкумина, а треба да се раскаже и ќе ја раскажеме. Ова е приказната за Владо Бојаджи, Љупчо Поп Стефанија, Владимир Тунтев, Михаил Битрак, Антон Бојаджи, Климе Волкан, Миле Бавчанджиев, Људмил Цветановски и Киро Филев, кои заедно се запишаа во историјата како првите охриѓани кои го освоија кралот на Алпите, Мон Блан. 4800 метри има ако патувате од градското пристаниште во центарот на градот до плажата Горица 1 или некаде до Маутскер ако одите на другата страна кон Струга. Лесно се поминуваат со автомобил, со велосипед, со моторцикл, секако и пеш. Но како ли им е на влюбениците во најсиното небо, на оние кои дишат со полни гради и ја наоѓаат среќата таму високо, оние за кои 4800 метри се движење само нагоре, таму високо, каде се осмелуваат да заминат само најхрабрите, само најподготвените. Поминаа 40 лета од денот кога Охридска експедиција од планинарското друштво Галичица ја освои Белата планина, Мон Блан на Алпите и највисокиот врв во Западна Европа од 4810 метри. Во планината има многу убави нешта, многу убави моменти може да се доживеат, значи да си се на некој начин да го релаксираш, да ги наполниш батериите, што викаме, да самиот да се провериш докај можеш нешто да издржиш физички. Ова нема граници на години, цел живот може да се занимава со овај спорт човек, ќе си одбери соодветна тура, соодветен начин. Со тоа, а и на све тоа е убавото дружење. Значи, дружењето е незаборавни спомени кои што ги памтиме цел живот, тие стално си раскажуваме кога ќе видиме, тоа вамо беше вака, вамо некој згоди, не згоди. Времето на нашето искачување се совпаѓаат со првата југословенска експедиција која се качи на Монт Еверест 80 година. Прва југословенска експедиција. Репортажата гледавме заедно сите и почна со една многу јака мисла. Си бил некој службеник, завршил факултет, се вработал, оди на работа, купи го весникот Лебот, дојди дома ручеј, отвори го весникот, прочита го, гледај вечерта телевизија и цел живот така. Кога дошол на постелата веќе за преселување од овој свет, се замислил, рекол, како го поминав животот. Да не биде нашиот живот исто приказна како службеникот, банкарскиот службеник или било кој службеник, да не биде цел живот на работа дома, се одлучивме на еден ваков чекор да направиме нешто за да не ја повториме приказната од службеникот. Само еднаш качите се на планина и ќе биде све јасно. Тога кога ќе се осети планината, убавините на планината, тоа нема да се заборави. И стално ќе бараш да се вратиш пак назад. Крајот на 70-тите години во Охрид се појави организирано планинарење. Се создаде една млада екипа која честопати одеше на Пелистер и останатите македонски и балкански врвови и која подоцна беше основата од која се создаде екипата која го освои Мон Блан. После тоа се создадоа услови за свикање на основачко собрание. Пак дојдоа неколку души и покушавме, одбравме за управен одбор и така почната работа, меѓутоа многу тешко одеше таа работа. Немавме ние заинтересирани многу што би се прифатиле одма со планинарењето. Покушавме и со избор на друг председник и тоа не успе, се до некаде 79-та година, месечни десен, тако се јави оваа група на млади тога дипломирани студенти, инженери, архитекти
електроинженери и друга група на луѓе, почна веќе интензивно да работи планинарското друштво. Скоро секоја неделја имавме по некој излет. Било на Галичица, било по околните планини. Одевме и до Малезија, одевме на Пелистер неколку пати, после дојде кораб и на Галичица веќе да не знам, повеќе пати скоро секоја недела се качувавме и по многу тешки услови, многу снег. И во тоа планинарење почна да созреват идејата дека добро сме организирани, добро сме спремни, имаме услови да ја направиме тоа позначајна некоја манифестација, да се оди на Мон Блан да се искачиме. Тоа беше, значи, првичната искра што не на некој начин што не натера да размислуваме дали можеме од тоа време така малку поскромни бе условите, решивме да и ние пробаме да го направиме тој зафат планинарско-алпинистички и почнавме со припремите. Негдека скоро цела година се приправавме, особено во зимскиот период. Значи почнавме некои технички припреми, учевме како да име со цепин, со дерези, со помагала што се по замрзнати површини и така. И секако добра физичка кондиција да можеме да го поднесеме. Собрав неколку ентузијасти, 4-5 души бевме, и после нормално тоа почна да добиват и на бројност и да почнавме активно веќе да се занимаваме со планинарење. Првите чекори ни беа Галичица, шетавме и уздуши попреко што викат и напреку сите места ги научивме. После се идат Пелистер, на јувата Македонска планина, и пак кораб, пак Кајмакчелан, и така почна да се шири друштвото. Во еден разговор седнати, разговараме како би било Мон Блан, тоа што беше Мон Блан сепак највисок врв во Европа. Почнавме активно да се занимаваме и немаше сабота неделя, било сабота или неделя или двата дена, да не име по еден-два дена да се качиме на планина. Идејата ви реков почна така и гледавме што поќе се дружевме, тоа поќе се стекнуваше пријателството еден меѓу друг, заради тоа што планинарењето е спорт во кој што друштвото е модус вивенди. Тоа е другарството те тера да дојдеш на планина, заради тоа што планината е работа која што може да ти дај такво изненадување кој што во живот не си очекувал. А најбитното е другарувањето. Како прва значајна експедиција била во 1962 година од градскиот поштад па се до Елен врв на Галичица. Меѓутоа замислете, уште тогаш сме имале влюбеници во градот Охрид, планинари, кои всушност ова експедиција ја доживувале како промоција на градот Охрид, како промоција на планинските убавини и така натаму. Сето тоа допринело веќе во 1982 година, читајќи го весникот Езерски глас, да стигнам до податоци кои укажуваат дека веќе во 20 години континуитет од 1962 до 1982 година охридските планинари навистина доживеале огромни успеси, освојувајќи ги сите можни врвови во Македонија, можни врвови во тогашна Југославија, па дури и на Балканот. Меѓутоа, она што било значајно, било токму таа експедиција од 1980 година, која што всушност, како што се кажува, знамето на тие планинари кои биле таму на тоа планинарско друштво се веело од двете страни, од француската и италијанската страна на врвот на Мон Блан. Тоа е дел од историјата на градот, а во голем дел е историјата на планинарењето во Македонија, пошто бевме втора екипа од Македонија која што се искачи на Мон Блан, а и релативно мал број екипи од цела, бидејќи бевме во бивша Југославија, релативно мал број на екипи беа качени во тоа време. Уште како ентузијасти, ние како млади, почнавме, пошто овде беше замрено планинарството во Охрид, имаше и пред нас, ама беше замрено како клуб, како она не беше замрено.
и почнавме ние, се собравме ние 9 души, што бевме, претходно и ги слушнавте и моите соговорници пред мене, некако да го живиме планинарството и така бевме ентузијасти и почнавме. Бевме и млади, како и секој млади, почнавме со одење по нашиве планини овдека, по нашиве врве во Македонија. Сите планини и сите врве во Македонија ги поминавме со тренинзите. Многу убаво се сеќавам дека имавме една година интензивни подготовки. И во зимски услови, сите врвови низ Македонија ги поминавме, и во летни услови. Се сеќавам дека во неколку наврати со трчање одевме до Велесто, се врашавме долу назад на спортскиот билјанин извори и уште кошарка игравме. Бевме со толку добра кондиција. Сега најверојатно овие што одат, бидејќи се менаe условите, не превземе такви физички подготовки за искачување. Кај нас беше желбата толку голема експедицијата да биде успешна, што имавме многу сериозни подготовки, кондицијски главно, за да можеме да го освоиме врвот Монблан. Белата планина се протега помеѓу регионите на долината Аоста во Италија и високите Савои во Франција. Врвот Монблан се наоѓа на границата помеѓу двете земји, а први го освоиле Жак Балма и Мишел Габриел Пакар на 8 август 1786 година. Планината е популарна за планинарење, алпинизам и скијање, а најпознати центри се Шамони и Курмаер. За да стигне Охридската експедиција до овие далечни дестинации, проблем биле и средствата. За среќа, помогнале тогашните гиганти ЕМО и Охридска банка, кои финансиски ја поддржале оваа авантура. Јас тога имав земено фичото, го имав купено ново фичо, со фичото трнав да. Јас и другарот Људмил, и тој ќе дојде после ќе ви кажи, бевме заедно во фичото. Во другите коли беа уши другите другари, двете. И така, трнавме на патешествие. Трнавме поминавме скоро цела Југославија, рачи, од Охрид па преку Словенија и влеговме во Италија. Во Италија се задржавме мало време, на езеро бевме на Лаго Маџоре, таму престојавме пред да трниме за Курмаер, и преминот преку тунелот низ Алпите. И целиот овај пат кој траеше, сега веќе не се сеќавам точно, но најверојатно 15 дена, за мене беше прекрасен период во животот кој остави трага и ќе го помнам за секогаш. Токму тој дел, односно тоа доживување, ме прави секогаш на помладите да им укажувам дека планинарењето како спорт, односно можноста за дружењето со луѓе во природа, е работа која треба сите да ја практикуваат, бидејќи ќе им ги облагороди душите на луѓето. Ќе ги направи луѓе со поинакво чувство за природата, но исто така и поинакво чувство за живење во заедница. Охридските планинари стигнале во Шамони од Италија преку тунелот Курмаер. Преспале во Шамони и са бајлето требало да се пријават во една агенција, затоа што било задолжително регистрирање на секој кој ќе се искачува, со име, презиме и задолжително лекарско уверение. Од Шамони имате една железница Волче едно, кој што се движи на запчаници, по средината на шините имат запчаници и низ него се движи вопчето. Ние го промашивме него и почнавме од 1050 метра надморска висина, е Шамони. Првиот ден, са бајле трнавме многу рано, стигнавме до 2618 метра, така ми се чини. Имате еден бивак од дрво направен, веќе почви снегот тука. Тука само малку се одморивме, цркнавме по една супа
И од тука почнеме да се искачуваме, значи истиот ден. Се искачивме на 3817 метра, имат еден дом, Тетрус се викат, Тетрус, да, и интересно е што е направен на мраз. На мраз, така е, и покријан е со алуминиум, направен е Фарадеев кафе се викат, то заштитен е од громови, натре е све од дрво, не смеш струја, осветление имат на плин, не смеш да палиш оган, тие работи, ако нешто ти треба да загрееш, ќе ти го даеш таму, ќе ти го загреет. Тука, утредента, не пати едно страшно невреме и не ни дозволија да се искачуваме. Секој 15 минути добиваја известување какво ќе биде времето, после пола сат, еден сат како ќе биде времето, така да останавме 2 дена тука. Третиот ден од Сабале во 2 сата доморот ни известува дека ветрот уште е јак од 150 км, да не стануваме. И некаде во 5 сатот не пробуди и вика ветерот се стихнува, имаме денес убаво време, мирно време и може и се спремивме и трнавме према горе. У Сабајлината требаше тргнеме рано на врво да се качиме на Монблан. Вечерта имаше такво невреме, просто да не верви човек. Сабајлето то грмотевици, то беше, мислевме дека ќе се распадне домот, толку што беше лошо невреме. Ко станавме Сабајлето што ќе видиме, таму кај што поминавме вака да видиш долу патеката, све беше прекриено со снег, карпите со снег све, ништо не можеш да видиш, карпа да видиш. Значи ние стигнавме до домот кај што требаше да преноќиме, требаше на вечер да преноќиме и во 2 сата да тргнеме да го освоиме врвот. Меѓутоа врвот се затвори, 3 вечери спијавме поради јак ветар и поради невреме, спијавме во домот 3 вечери. Што се ево, и тоа се сеќавам, можда не беше изузетно скапо. На тоа време во домот се обскрбуваше со хеликоптер. Вода, пијалоци, храна се носеше со хеликоптер. А ние имавме храна само за еден ден, евентуално 2 дена. Па моравме да се снаоѓаме со вода, со работи. 25 марки беше една шише вода. Значи, тоа беше за тогашни услови, нас 25 марки ни беше дневницата која добивавме и за јадење, и за пиење, и за све. Освојувањето на Мон Блан започнува со искачувањето до планинарски дом, кој се наоѓа на височина од 3100 метри. Најтешкиот дел од искачувањето е делот наречен кулоар на смртта, односно двете карпи меѓу кои има така наречено корито, низ кое од високото се тркалаат огромни камења. Преминувањето на овој дел во идеални услови трае 20 секунди, широк е 100 метри, а планинарите најчесто сами ја бираат патеката и се обидуваат да стигнат до другата страна најбрзо што можат. Следува искачување од најмалку 4 часа до Дегутена на 3800 метри надморска височина. Воздухот е веќе редок што го успорува искачувањето и ги уморува планинарите. Масивот Тетрус, односно последните 200 метри пред врвот се поминуваат по планински срт, широк само 40 сантиметри. Силниот ветар представува постојана опасност да се падне низ планината. Дуваше ветар со 120 км на сат, беше брзината на ветерот, температурата беше минус 25 степени, зборувам во места кај заветрината. А кај што дуваше ветрот, не можевме никако да измериме температура, не знаевме. Се качивме горе под врвот, значи 4807 е, на 4600 метра имат исто така еден бивак, тоа е една соба 4 на 4 метра, со врата, имат телефон натре, кој што може да го потреби само во време ако имаш некои проблеми. Иначе тоа е врзан директно со Шамони, со градот, и со Тетрус, со домот кај што преспијавме. До тука стигнавме, 8 души бевме тука. Од тука веќе, до тука и одевме, значи и во навеза, врзани еден со друг, меѓу себе се однојаше долго околу 15 метри и се движиш
едниот се движи, па другиот стигви до него, го закачи цепинот во снег, тој продолжи, после така како гасеница се движевме, да имаме осигурување при евентуално лизгање да може да се задржи. Кога дојдовме кај тој домот, кај овај бивакот, тргнавме да се искачуваме нагоре, наидовме на една патека, едно седло беше така, широко некаде околу 40 сантими, од снег, лево го гледате Шамони, исток од тераса код балкон да го гледате, а десно се гледаше Курмаер. Тука многу луѓе беа ни се откажаа. На покојни Миле Битрак пред последното засолниште му замрзна нозете. Меѓутоа одевме во група со неколку 20 италијани, 20 австријанци и не знам од кај беше уште еден. И застанавме во домот и едниот од италијаните застана, да му ги тријат нозете со снег, да добијат циркулација и после како Драго спомена, ја стана му поклонени чарапи, планинарски, алпинистички. И така се стопли Миле, се стабилизира и тргнавме да одиме на кај врвот. На кај врвот, на пат према врвот, на Владо Тунте му се скршија дерезите, да се тојне клинци нешто си за... Па мораш да се вратат. Па после во неколку налети на ветар и стрн терен, уште некои души треба да се вратат. Па прво бевме во различни навези, значи по 20 бевме во навези. Па после се менве како кој се враќаше, се менвевме, ги правевме и на крај јас останав со Миле Битрак во навеза. И бидејќи беше доста ладно, моравме да се движиме, застанавме на 10 метра под врвот, да ја почекаме Љупчо Стефанија и Климе Волкан. Меѓутоа, дали после 20 минути, немавме се за време, меѓутоа почна да ни студи да правиме, се мислевме дали да тргнеме на врвот или да почекаме да дојме сите заедно. И кога ги видовме веќе дека се тука релативно близу до нас, тргнавме полека, тие не стигнаа и се качивме јас прв, Миле Битрак по мене, после Волкан и Љупчо се качија. Имаше еден просек која рековме еден дел од луѓево да не рискираме, него тие што се помлади, појаки да може да оде. Важно е од експедицијава да го освоиме врвот. Не е битно дали ќе се качиме сите или полојната или еден. И така се поделивме. Останавме под врвот, негде на висински, негде 200-250 метра негде. Има една барака метална и застанавме. Делот од тоа останавме тука, ние, а тие што беа помлади, тргнаа. Поминаа низ тој простор и се качија горе. Ние ги почекавме тука, се качија, завршија експедицијата, се вратија и после слеговме, почнавме да се слегвиме надолу. Напорно беше, јас се качив до врвот, имав проблем здравствен некој и одустанав од некој дел, се вратив назад, меѓутоа напорно беше сигурно. Прво што ние не бевме навикнати на такви надморски височини како што беше таму. Немавме такви припреми, врвовите во Македонија се на тие до 2500 метра некаде, а веќе таму се многу повисоки. Овие четворица продолжија, за кратко време беа на врв и слегоа долу. Времето беше идеално. Кога почнавме да се качуваме, само носовите ни се гледаа. Кога почнавме да слегуваме надолу, се слековме до појас голи. Значи, сонцето се крена, убаво беше. И кога дојдовме во домот, видовме неверојатна слика. Значи, во домот веќе имаше, да не претерам, преку 500 и нешто души. По таа стрмината кај што се качувавме, буквално од долниот до горниот дел беше како мравѓајак. Значи сите што чекале во околината за качување беа кинисени према Монблан. Ние кога слегувавме, значи нагоре се качуваа можда преку 2000 души.
Денес врвот е многу посетен, веќе е комерцијализиран. Не може да се ноќева или да се тргне кон планината без претходна резервација во планинарските домови кои се преполни. На охридските планинари им беа потребни 3 дена за да се искачат на врвот. Конечно на Мон Блан. Под погледите се ширеше морето од облаци низ кои се пробиваат острите и високи планински масиви, а над нив беше само синилото на небото, порача од врвот. Чувството беше прекрасно. Мислам дека не се опишува. Прво, погледот беше прекрасен. Се гледа Австрија, се гледа Швајцарија, се гледа Италија. Прекрасни Алпите се прекрасни, значи планини, хоризонт прекрасен. Имавме среќа, беше чисто време. Значи да се гледаше прекрасно на сите страни. И малку неколку минути поседавме, затоа што не може да се таму, ипак е скоро 5000 метра висина. И почнавме полека да се враќаме назад. Сум на тие години, тоа сум 26 години, ми се укажа та прилика, таа година требаше да одам и во JNA во војска, успеав да откажам, ради тоа што да одев Париз, тоа никогаш немаше да сторам да откажам JNA војската, меѓутоа еднучка ми се даде прилика да се искачам на Мон Блан и успеав, фала. Видите, чувството. Пред се ќе парафразирам уште една мисла од еден светски рекордер во искачување на тој беше искачен 18 пати на врвови над 8000 метра, 2 пати е качен на Монт Еверест без боца со кислород и во посветата имам книгата негова, во посветата имат кажано најаката мисла за планинарите и за планинарењето. Тоа е хрватска едиција, меѓутоа ќе парафразирам. Викат, сакав да се искачам еднушка така високо, за да длабоко навлезам во себе. За подвигот на охридските планинари долго се зборуваше во градот, но и многу пошироко. Како една потврда на тоа, во бројни српски, хрватски и словенски весници имаше написи дека е освоен врвот, што значи дека за тие услови и во тоа време бил голем и значаен потфат. Историчарот, доцент доктор Никола Митровиќ Бабе, вели дека станува збор за настан кој е дел од историјата на градот и на кој треба да му се посвети должно внимание. Значено е дека токму овие луѓе, наши видни охриѓани, влюбеници во градот Охрид, влюбеници во природната убавина, во планините, не се станале тука, тие во целост ги прикажувале убавините на планините. Па дури се заложувале се со цел планинарството да има поголем ефект. Така во 1984 година во една самоуправна заедница за физичка култура и физичка активност на градот Охрид, во кој што дел бил и еден од луѓето кои биле на експедицијата, односно кои го освоиле врвот Мон Блан Миле Битрак, допринеле планинарството да има се поголем ефект во градот Охрид. Зошто тоа го велам? Бидејќи паричните средства кои биле дадени за спортот во градот Охрид, на прво место бил фудбалот и пливањето, на второ место било едрењето, ватерполото, кајакарството, а на трето место било издигнато планинарството. Едногодишните тешки подготовки конечно беа кронисани со успех. Белата планина беше освоена, а луѓето уште еднаш извојуваа мала победа над природата, временските услови, но и сопствените и наметнати норми за тоа колку можеме. Границите на човечката издржливост, упорност и желба да се освои непознатото постојано се поместуваат, а поставеното знаме на тогашната држава Југославија беше само доказ дека силната желба е посилна од највисокиот врв во Западна Европа. Храбрите планинари пред Мон Блан ги освоија и Галичица, Пелистер, Кораб, Титов врв и Олимп во Грција. По враќањето падна и највисокиот врв во тогашна Југославија, 2863 метри високиот Триглав во Словенија. Видите, во планината има
многу убави нешта, многу убави моменти може да се доживеат, значи да си се на некој начин да го релаксираш, да ги наполниш батериите, што викаме, да самиот да се провериш докај можеш нешто да издржиш физички. Ова нема граници на години, цел живот може да се занимава со овај спорт човек, ќе си одбери соодветна тура, соодветен начин. Со тоа, а и на све тоа е убавото дружење. Секако дека желбата за планинарење ја имам од најрана возраст. Првите чекори на планина ги направив со татко ми и до ден денес активно се бавам со планинарство. Јас и брат ми буквално сме задоени со идејата за спортски и здрав начин на живот од најрана возраст. Импресиите, чувствата, радоста, дружењето на планина не можат да се раскажат, нити да се доловат со фотографии. Едноставно треба да се доживеат. Према тоа, сакам да упатам една порака до сите, без разлика на возраста, кои досега немале прилика да остварат дружба со планината, да го сторат тоа што поскоро, бидејќи Македонија е земја која изобилува со природни, безвременски, непроценливи убавини и реткости кои вреди да се видат. А кога веќе еднаш ќе се оствари тој контакт со планината и природата, јас сигурна сум дека ќе се постави прашањето кога пак на планина. Имам син, благодарен му сум да Господа што му го дадо вирусот да ја љуби планината и посебно ми е мило кој ќе рече сабота тато ојме на ова место, на она место. Децава, први ние немаме култура на љубење на планина. Нас езерово колку е добро, то мало ни го запечатит, ни го вијугиве на мозоков, ни ги мазнит, многу полесно е на младиве на плажа, вечерта во кафич, отколку то време што го трошат на плажа, да го искористат во искачување. Таму се докажувате сами пред себе. Се облагодарувате со природата, се докажувате сами во себе и еден ден одење на планина, верувајте, тоа за сите млади. Еднушка, ако одете во неделја на планина, неделата следна не му почнуваат од понеделник, му почнуваат од среда. Понеделникот и вторникот живеат со импресии од денот што поминење на планина. Многу ми е мака заради првин односот према планината и заради тоа што и овие работи што не упражняваат планината. Планината е поубав спорт, ви кажам, немат. Секој спорт оплеменуваат, меѓутоа ова е варт, мислече. И мојот син трна по моите стапки, тој е и алпинистие. Тој е во Шведска, алпинистие. Години идат овде, дека секој момент таму исто качува, тој секој ден е во клубот на качување на овие работи. И немат момент да не искористи, да дојдит, за дојд по планини. На алпинизам, веќе тој е веќе по верифицира професионално работи со тоа. Мој порака, најдобра порака, воопшто да не седет дома, да не спиет, него едноставно да си одет во природа, на планина, што е најголеми благодет и најздрав спорт, најубаво нешто што може да бидат, да го доживеат и да бидат, да имаат подобро здравје едноставно. Со тоа ќе добиет подобро здравје и пороците ќе ги трнет од себе, ако некој веќе трнал по тие работи, ама најдобро е со тоа не ќе има никакви пороци, сигурно. Планинарењето како спорт е друштвен, односно има многу дружење во планинарењето. Бидејќи не е спорт во кој имате надпревар со некого, туку е спорт во кој имате уживање.
искачувањето на некој врв или стигнувањето до некоја точка не е само предизвик да се стигне до точката. Предизвик е целото дружење и пешачење. Значи, од тие причини планинарењето како спорт е посакуван бидејќи ги има повеќе ефекти. Едно е кондиција, здрав живот, а друго е социјалниот момент. Зближување, дружење и така натака. Особено ако се повеќе дневни тури, тогаш имаш и ноќни дружења и така натака. Ние ова група која бевме на Монблан, прво во фаза на подготовки бевме редовно преку викенд на некој врв и се дружевме, но и после искачувањето на Монблан, уште 2-3 години бевме редовно заедно на февруарски походи, на други врвови. Се зближивме толку да заедничкото дружење, времето поминато заедно, не само заради планинарењето како спорт, туку и заради дружењето ни беше значајно и добре дојдено. Секако тие се моменти кои што вака не прво што викаме ние одиме таму зашто тие се таму не може да дојде, не? Меѓутоа една голема лична ова е спорт за која што сам те потикува една лична сатисфакција, значи се чувствуваш дали можеш или не можеш тоа да го постигнеш. И кога си на вистина дека си победил нешто, кога што вечно има ветрови, мразови и некои временски погоди и непогоди, и да видиш таму на вистина се чувствуваш возвишено. Ги развиваме секојаш, значи ќе развиевме знамето на државата, на друштвото. Така тоа е секогаш еден убав момент. Спортот и природата е нешто несвојствено. Тој што не си искачил на врвот не може да го опиши чувството што се доживува кога се качиш на врвот. И секое качување што го правевме беше тешко ова, ама кога се качиш на врвот, ги заборава сите маки, сите тешкоти и одма планираш што ќе правиш другата сабота. Дружењето е многу битно, поготово за ова денешна младина, која знае само компјутер и телефон, која ќе седнат на маса и меѓу себе комуницира преку телефон, а не директно. Треба да се прочувствува. Јас сум растен во друга генерација, значи од 7 години било моето прво пешачење од Трпејца до Перо преку Галичица, како извидник. Како извидник сум бил во Флушка гора, како извидник сум бил Дечани, сум бил во Пале, на метлика на Корона, сум имал прилика да се капам во Корона, тога имаше тие манифестации кај што се собираа смотри на тие извидници. Па може да се пофалам, бев првак во сигнализација со бајрачи на морнарите што прават. Нашата екипа беше прва во Југославија. Беше дружењето, така да тоа е нешто што останува за цел живот. Охрид има многу, можеби и премногу убави приказни кои само чекаат да бидат раскажани. Времето поминува и за жал дел од нив, заедно со главните херои, заминуваат во историјата. Ова беше приказна која ја знаат малкумина, а требаше да се раскаже и ја раскажавме. Ова беше приказната за Владо Бојаджи, Љупчо Попстефанија, Владимир Тунтев, Михаел Битрак, Андон Бојаджи, Климе Волкан, Миле Бавчанџиев, Људмил Цветановски и Киро Филев, кои заедно се запишаа во историјата како првите охриѓани кои го освоија кралот на Алпите Монблан.